5 нови случаи на западно-нилска треска, информираат ЗАЛФА од Центарот за јавно здравје. Со ова бројката на заболени се искачи на 31 починат пациент. Засилување на мерките е најдобриот начин за превенција од западно-нилска треска. Епидемиолозите го поздравуваат потегот на надлежните, што прогласија епидемија и советуваат на зголемена внимателност кај граѓаните. Советите се посебно да се внимава да се користат заштитни средства против комарци, да се носи облека со долги ракави, ако е можно да се стави мрежи на прозорците и вратите и да не се дозволува во дворовите да има застоена вода. Причина за загриженост велат дека нема. Добро е што се прогласи епидемија на некои територии, за да може едноставно да ги интензивираме мерките. Кога веќе имате повишено ниво на активности, тогаш тоа си бара и одговорности институциите, меѓутоа ќе има и, да речеме, во наводници одговорности на граѓаните, сами да си бидат одговорни за своето здравје, колку што можат да предемаат мерки во смисла на заштита. Бројката на заразени за прв пат е толку голема. Епидемиолозите не исклучуваат и нови случаи, но се надеваат дека тие нема да бидат со тешки симптоми. Како ќе се смирува летото, ќе се намалат и бројките на заразени. Нема причина за загриженост, меѓутоа затоа што веќе и сезоната ќе биде и при крај. Тоа што е веќе заразено, ќе има секако уште случаи, тоа не може така да настане прекин самата епидемиска крива, затоа што сепак рековме, имаме доста единки на комарци кои не се уништени оваа сезона, ќе се перзистираат, имаме застоени води на секаде, таму ќе се размножуваат и многу интензивно и многу брзо се множат. Надлежните неколку пати досега извршија авионска и земјана дезинсекција, а допрва ќе има и вонредна. Западно-нилската треска е вирусно заболување кое се добива со каснување од заразен комарец. Симптомите се главоболка, треска, висока температура, вкочанет врат и дезориентираност. Периодот на инкубација од 3 до 14 дена. 80% од инфекциите кај луѓето поминуваат без симптоми, а останатите 20 најчесто се манифестираат како треска, која поминува сама од себе, а помалку од 1% од инфекциите се со тешка клиничка слика и тешка инфекција на мозочната опвивка.